Стефан Гајдов. Стефан Гајдов е роден на 8 јуни 1905 година во Велес. Починал на 17 јули 1992 година во Охрид. Тој бил истакнат композитор, диригент и педагог од првата генерација македонски повоени композитори. Пораснал во скромно занаечиско семејство, во кое мајка му Евгенија, познатата песнопојка, го создавала благопријатниот амбиент во кој неговата природна дарба се среќавала со творечките изблици на народниот музички гений, а татко му овозможувал да се сретне со звукот на повеќе народни инструменти. Оттаму не зачудува фактот што од најрана младост покажал љубов кон музиката, преточена преку неговиот интерес за хорското пеење и народните инструменти. Од сите нив најмногу го привлекувала мандолината, на која набрзо и научил да свири. Првите познавања за музиката ги добил уште на 9 годишна возраст од музичарот Илија Настов, кај кого се запишува во Велешката гимназија. Набрзо Настов заминува во учителската школа во Скопје, а водењето на хорот и оркестарот му го препушта на најмузикалниот ученик, Стефан Гајдов. Знаењата ги надградил во Велешката гимназија кај познатиот професор и раководител на хорови, Стеван Шијачки. Токму тој му овозможил совладување на основната музичка писменост. Во 1922 година, со неколку млади влюбеници во музиката, меѓу кои и Живко Фирфов, го формирале оркестарот што го нарекле Гром. Набрзо оркестарот престанал да работи, а Гајдов преминал во културното уметничко друштво Горски, каде што ги подучувал членовите до август 1926 година. Меѓу членовите на друштвото бил и Кочо Рацин. Следниот чекор во неговото музичко образование било решението, поттикнато и од фактот што веќе не можел да обезбеди средства за елементарна екзистенција, да замине во Белград и станува прв македонец што го завршува наставно-теоретскиот оддел при музичката школа. Уште за време на школувањето во Белград се чувствува неговиот творечки афинитет кон хорската музика. Неговите творби, создадени во ова време, веднаш биле прифатени, особено од напредната македонска и општо југословенска младина, а во нив се потцртува конкретното постоење на специфичниот македонски национален и културен бит. По завршувањето се вратил во Велес и станува професор на Велешката гимназија. Само една година подоцна, во 1930 година, го формира хорот Јека Севардара, на чиј репертоар става многу македонски, меѓу кои и своји композиции. Револтот што го предизвикал кај тогашните власти придонело тој да биде преместен во Хрватска во јануари 1932 година, во градот Вуковар. Како што вели самиот, таму поминал 10 прекрасни години во мир и спокојство. Во фабриката Бата, со големи почести, бил повикан да го води хорот, со кој подоцна ја прославил фабриката и се прославил и себе си. Со тие стотина хористи, главно чиновници и работници во хорот Радиша, изведувал дел од потешкиот хорски репертоар на многу концерти во поширокиот регион. Во 1940 година со тој хор победил на смотрите на десетината такви хорови од Белград, Загреб, Љубљана, Нови Сад, од тогашна предводена Југославија. Вуковарскиот период е особено значаен во творештвото на Стефан Гајдов. Од печат излегле повеќе дела за мешан, детски, женски хор и композиции за глас и пијано,
во чија основа се наоѓала македонската народна песна. Најдобра оценка за Гајдов и како диригент и како творец во ова време дал познатиот критичар Дреновац. Веднаш го искажуваме своето воодушевување кон диригентот и кон неговиот хор, истакнувајќи ја неговата дарба, кој успеа од детските, релативно неизградени гласови да создаде една мелодиски совршена целина. Творештвото на Стефан Гајдов е во раниот период, а тој веќе има стил на компонирање. Инспириран од мотивите на македонските народни песни, на композициите им дава чувства, топлина, ги исполнува со дух на многу непосреден начин, со сочна ритмика, што отвара можности нашата публика да ги почувствува убавината и нежноста на тие чудесни мелодии. Композициите на Гајдов, покрај одличната формална градба и мелодиска разработка, плена со својата топлина и музичка инвенција. Творештвото на Стефан Гајдов се заснова врз богатиот талент што живее во него. Во овој релативно долг цитат, сушност, на најсублимиран начин се дадени од ликите, не само на токажниот, туку и на идниот творечки опус на Гајдов и неговата диригентска вештина. По ослободувањето, Стефан Гајдов својата активност ја продолжил во Македонија, работејќи и раководејќи повеќе институции и развивајќи плодна педагошка дејност. Освен на хорска музика, тој бил автор и на неколку инструментални дела, меѓу кои и на првиот македонски гудачки квартет во 1934 година и фантазијата за флейта и оркестар од 1968 година. Оформувач е и долгогодишен раководител на хорот на македонската радиотелевизија, со кој остварил фасцинантен број настапи и студиски снимки, главно пропагирајќи го хорското творештво на македонските композитори. Assunta